Смлитава беше и целата кампања што се водеше. Јас имав еден таков впечаток. Може би беше таков контекстот. Многу повеќе очекував од кампањата. Инаку кампањите како кампањи во вака високо исполитизирани општества имаат многу ниска комуникацијска вредност. Луѓе кои што живеат со политика многу цврсто се убедени во своите ставови, така што кампанската понуда тешко влијае на нивната некоја аналитика или рационална одлука за кого ќе гласам. Но во секој случај секогаш останува еден отворен простор на неопределени на кој што мораат да таргетираат. Од друга страна, оваа кампања како да немаше генерална тема, се издевалвираа темите, се беа потрошени темите ЕУ, НАТО, името, некако се врте околу председателските избори. И таа тема COVID-19 како глобална тема не беше доволно интересна за нашата локална политичка култура. Некои теми беа пак доволно силни како пропаста на СЈО, коруптивните афери да ја тргнаат економијата како тема. Нели? И повторно да живееме во таа исполитизирана аура на небулози. Многу ми е криво што опозицијата во оваа кампања не спогна снага во таа грда и црна кампања што ја водеше, да најави некаков политички дисконтинуитет и да артикулира со некои нови имења од своите кадровски капацитети, да направи некој дисконтинуитет од тоа 10-годишно владење на Груевски власт, што изгубија на скандалозен начин. Тоа можеа да го направат на елегантен начин во кампањата. Кампањите беа стандардни, а демек онлайн време можеа да дадат самите партии една поголем степен на двунасочна комуникација. Дајте да ве слушнеме и оваа излезност мене ме чуди, но ја оправдувам со високата исполитизираност. Повеќе од 50% луѓе во вакви услови излегоа. Исто така и СДСМ можеше многу поенергично и похрабро да влезе. Подпрен на сите оние работи станавме членка на НАТО. Тоа за мене не е многу голема работа, историска, не знам, можеше на поинаков начин да се постави, меѓутоа малку енергија се потроши во кампањата. Опозицијата, значи уште еднаш ќе повторам, крајно црна кампања, што мислам дека и донесе многу негативни поени. Едноставно, заради сите случувања што се случи, онаа енергија што се изгуби, што ја направи шарената револуција, таа наша надеж дека ќе дојде некоја правда, спласна. И навистина можеше повеќе да се направи ако се интервенираше во кампањската понуда. Тоа не се направи. Медиумите не покажаа некој интегритет, односно не пласираа некој аналитичко новинарство кон кое што можеме да се свртиме. И во целиот период, значи не беше оваа предизборна кампања само овие денови нели на официјална кампања. Таа траеше од март па до сега, во целиот оној период мрзеливост, апатичност видовме и еве со каков крај се соочуваме сега на крај од изборниот период. Јас не би одела во некои прогнози, да ги чекаме резултатите. Верувам дека таа хард копи варијанта во изборната комисија ќе биде добра, ќе ги пребројат, макар што убедена сум дека политичките партии артикулираат со бројки блиску до вистинските. Сите на секој избирачко место имаат свој представник и веќе мислам дека ги имаат вистинските податоци, меѓутоа на пресконференциите се однесуваат како да си во изборна кампања. Тоа покажува дека се уште стварно не знаеме кој ќе биде епилогот до крај.